Ја знам дека вие сте храбри како витези. Ико си најде оди да направиш таму 20 скликови. Кажувај си, не? Мамо, добив 4 на тест. Добро, во ред. И 4-ките се оценки за ученици? Знам, ама... Па 4 не е единица. Мамо, ајде одите да му прави стомачни и кјути. Мамо, Румене, мамо, јас сум средно. Полека, без инејтења. Добра работа се правела. А лошиот човек не можел да заспие. Алчноста го гонела. Се појавил, се малку му било. Дошол како крадец, паричките ги собирал и не можел да тргне од местото. Застанал во место, сакал да бега, ама нема со што. Не оделе нозете. И сега неразумниот имал време да поразмисли што направил. Така си седел тој додека народот не се собрал. И ќе го претепале ако Васија не дошол. Василий овој неразумник го пуштил, но царот не му простил. Многу строг бил царот. Наредил да го стават во затвор за да им биде пример на другите. Од тоа време веќе никој не помислувал да си игра со богатството на Васија. И се течело како што треба. Крадецот во затвор седел и дремал. Москва на своето место си стоела. Царот на тронот седел и управувал со државата. А Василий парички собирал и никој не го навредува. Така собирал 1 година, собирал и 2, собирал и 3 години и уште многу години собирал. И одеднаш престанал да собира. Што се случи? Какви вести имал? Почна да се возбудува народот. Размислувале што ќе се случи понатаму. А кога дошол царот, Василий дал знак. Земај ги парите. Готово е. Изгледа дошло неговото време. Царот ја исполнил последната волја на Василий. Ги пуштил парите во работа, секако и своји пари додал. И после, со тие пари, изградиле голем соборен храм на истото место на плоштада. Народот го нарекол храмот на Свети Василий Блажен.
Понекогаш највнимателниот наблюдувач можел да го забележи и самиот Свети Василий таму. До ден денес така е. Одете и проверете. А кога ќе проверите, и мене ќе ми поверувате. И Ептен беше јако. Нели? Бето, ајде идеме да вежбаме карате и онака изгледа ќе треба да се тепаш со Игор. Ајде бе, Илија сега стварно шо. Јако да одете, ние ќе викнеме Јолопи. Да, ние ќе наместиме се одете вие, ќе ги наместиме инструментите. Океј. Добро, чао. Нико, чао. Не се го допсет. Чао. Чао. Еј, Игор, почекај малце. Нешто треба да те прашам. Што има да ме прашуваш бе, бушав еден? Треба да си одам дома. Е добро дека си одиш дома, само почекај малце. Ало, Васил. Ало. Јолопи, да емоција помогне. Земи го. Чекај. Ајде, одиме. Ајде да јави се. Нема врска, може да почека. Ало, Васил. Ме слушаш, Васил? Го кажи ти. Зашто си толку против Господ? Затоа што не постои. А ако постои, многу е нефер. Ако бе нефер, не е Господ лотарија. Еве брат Милија 7 месеци го моли за нов точек и татко ми мајка ми рекла дека ќе му купат на крај на година ако ги има сите петки. Не ти зборам за такви работи. Нешто за школа? А ја најдов на кого да му кажам. Ти си се запнал да веруваш, верувај си. Абе, не сум сега јас важен, ти си. Ич не сум уважен јас на Господ. Абе, важен си му, како не туку ај сега да разговоров е важен. Никој од малото не ќе да се дружи со мене. Што па ти си се запнал? Не е фер и не е фер. Точка. Јолопи. Ајде да јави се. Абе, нема врска, може да почека. Абе, Филип, што било тоа со никоја невидлива мапа која што со магија станала видлива? Не знам, нешто Васил збореше, ама не со магија, туку со некаква хемија направил видлива да биде. Ме слушаш, Васил? Јолопи, Како бе не е фер? Ајде кажи веќе што мислиш толку дека не е фер, Господ. Мајка ми секоја недела одеше во црква на литургија, а татко ми секој ден пиеше. Ете тоа не е фер. И сега мајка ми е болна.
А татко ти уште пие? Не. Епа, штаман. Сега мајка ти ќе оздрави, татко ти више не пие. Што е работата? Пофер, здравје. Работата е што мајка ми нема да оздрави. Од рак е болна. Глупости бе. Баш денеска читам за 4-дневниот Лазар. Тој бил умрен 4 дена, па Господ го оживел, останал од мртвите, а не па мајка ти жива, па нема да ја крене. А Јелопе, Ме слушаш? Васил, Јелопе, а ќе може малце повисоко? па може Девдор. Сакаш така? Абе, ние машките ќе пиштиме као аларм од кола. Абе, ајде да пробаме, па ако не бе, ќе го смениме. Ајде. А, чекајте, а да го викнеме Васил? Ајде, ќе одиме да го викнеме? Ајде. И како си помина? Супер. Интересно беше? Да, тебе. Да, супер. Абе, мила да не се тепаат овие? Не верувам. Може да се изтепано, но сега се смирени, чим стелат окей са. Чекај. Васил! 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 Ајде викаат братучетките. Ајде сега. Мила! Почекајте манце, почекајте. Ќе дојдем одма, чекајте манце. Абе ти викам, за Господ се е можно. Можно е, само уште 15.000 евра да најдеме и супер ќе Ќе биде. најдеме, бе, не се секире, ќе најдеме. А ти се јави? Леле, заборавив. Опа, фино. Ти си луд, ќе најдеме. Еј, слушај, ама ако кажеш на некој, ќе те скршам, колку сакаш биди каратист. Ајде бе, добро више се осова те пањево, на крај ќе ми изнервираш, па ќе си го добиеш. Туку пиши ми на Facebook за да ти кажам за 15.000 евро, окей? Добро. Ај, морам да одам. Ја ќе одам со образочетите, Ајде се гледаме. Другари? Другари. Ајде. Да, ние имаме песна. Имаме инструменти. Епа, немаме студио. Епа, мислев да ве прашам дали може да ми помогнете да дојдеме кај вас? Епа, а кој автобус иде до таму? Фала многу, ајде, пријатно. Што вика? Ке ни помогнат. Супер. Што ќе помогна кој автобус? 24, ама не мора да одиме, но ни ќе ни помогнат за да не ги носиме инструментите. Значи Бред Пит со Анджелина Джоли ќе со 24-ка, така? А, Васил, ти не знаеш. Не знам. Васил, не ти кажав за Не пеперминт? мораш да ми кажеш, дај само. Не, за Не се знае, Васил. Групата Пеперминт ќе дојде. Стварно? Че ми си така? Не, најозбилно, Горан ќе ни ја чуе песната и ќе ни помогне, има студио. Тоа е се супер, ама нема песна. Имаме на Јалопи. Ау, да бе, каква е таа слушнавте вие, така? Супер. Кога ќе те видам? Чекај, Јалопи, а мојата гитара? Или кај гитарата? Румен! 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 Молам! Гитарата донеси ја! Каде? Во детска! Каде? До креветите! Ај само побрзај! Добро, бато! Кога ќе те видам, радост се раѓа. И штом те добрам, телефонот ми паѓа. Не знаеш ти... Не кажеш. Абе, чекај, слушај. Копито. Сите зборат ти се тепаш копито. Сите учат ти се шлепаш копито. Копито, не биди ти. Човек биди си. Која ви е оваа песна? Ја бенди са. Многу безобразна како да е.
И ти ли као Васил? Че таа е за тој и горището тој што сака да се тепа. И плюс вика дека Господ не постои. Абилија не збори така, мајка му е болна од рак. И опet што збориш? Мајка му. Не смеев да кажам. Добро, ама не кажувајте, добро? Од кај знаеш? На никој. Да јадам сега. И, таа присната на линка за Facebook? Ама ова е за другарство. Е добре да може и таа на Горан да му ја дадеме. Што што викаш? Добре, иди. Ало, ка? Ало, бато! Бато, одма да си дошол. Значи, мама и тато се љути, а ние нестрпливи. Ке дојде пеперминт. А што не е извежбана? Е, па за тоа мрдни. Ке да ја вежбаме. Ајде, чао, чао. А, чао. Слушаш ли што ме вика бато? Деца, ве молам потивко малце. Ајде, смирете се, не се расправајте. Знаеш што ќе ти кажа? Си мало бебе што не знае да чува тајни. Ај! Леле, чекајте малку, деца.